Добро утро и од мене и веднаш по Ја сакам Македонија. Започнуваме со магазин. Верувам дека веќе се расположивте и подготвивте за викендот заедно со моите колеги од утринската програма. А денеска му посакувам добре дојде на фолк пејачот Игор Андреевски, со кој што промовираме новата песна со видеозапис "Да сум сонце", а ни открива повеќе и околу настапите, идните проекти и соработки. Во продолжение, па затоа останете со наследните минути. Добро ти утро и добре дојде. Добро утро и добро венедов. Благодарам за поканата. Драго ми што си ми тука, после некое време. Знаеме секогаш кога има нешто ново твое да испромовираме тука во студиото и драго ми е што секогаш доаѓаш во магазин и тоа директно од Велес. Да, директно од Велес. Во вашата најгледана емисија и мене ми е голема чест да присуствувам тука и да направиме промоција на новата песна. Да, и мене ми е драго што имаме за што да зборуваме. Најпрви честитки за нешто што веќе објави јавно. Сега си со друг статус во нашето студио, односно направи веридба, така? Да, со задоволство и со гордост можам да кажам дека се оженив. Еве во моментов може и да си ја поздравам мојата жена, мојата сопруга Кате, која што во моментов не гледа. И е мојата најголема поддршка како и фамилијата, така и мојата сопруга, она се грижи за мојот стајлинг, за мојот изглед, што изгледам вака убаво да речем. Таа ти кажува некои совети, критики, како да биде сето тоа убаво искоцкано. Да изгледа и да звучи, веројатно и за музиката ти дава некои насоки, или? Па си се консултирам и со незе секако. Таа секогаш сигурно прва ги слуша песните? Да. Секогаш има таа чест прво да слушне што имам план во иднина да работам. Иако таа не се занимава со музика, така? Во друга сфера е? Во друга сфера е, не во мојата сфера, но потполно ме разбира и уште еднаш ќе спомнаме мојата најголема поддршка. Браво. Со која што се гордеам со нејзе да речем. Така треба да биде. Да. Тој партнерски однос да се гради убаво и со разбирање, нели, со компромис. Особено кога е оваа професија, нели, во прашање музиката и настапите и понекогаш ете отсуства, кога Тоа сакав да го напоменам дека нашата професија е малце покомплицирана и дека треба сопатник во животот кој што ќе има целосно разбирање за професијата и за односот помеѓу мене и луѓето, публиката и така натаму. Браво. И да те следи, нели, на настапи, да доаѓа во првите редови. Да. Да види се допаднали и новата песна, какви беа првите коментари и реакции и од блиските и од колегите, што слушна прво? Што ти кажа луѓето? Коментарите беа позитивни од сите, и од жена ми, и од фамилијата, наша фамилија, низината и мојата, и од сите мои блиски. Не многу се допира до мене оние што ми се најблиски, што ги почитувам, што го ценам нивното мислење и луѓето кои што соработувам во музиката, со нив највеќе се консултирам. Најбитно ми е првенствено мене да ми се допадне крајниот производ, но секако ми е многу мило кога е мојата песна прифатена и кога на настап ќе ми побараат моја песна. Едноставно чувството не се опишува. Нештото што го работиш да ти биде вреднувано од други луѓе, како и од блиските, така и од останатите луѓе. Па да, тоа е најголемата награда. Тоа чувство не можам да го опишам. За нешто најголема желба ми е не само желба, туку и најзадоволен сум кога се занимавам со оваа професија, со пеењево. Иако сум магистар по пијано, работам многу пати, имам спомнато ме уште еднаш за тие што не знаат. Работам во музичкото училиште во Стефан Гајдов. Тие што ме гледаат, ете еден апел да си ги поздравам и вработените од Стефан Гајдов и нашиот директор Прилагој. Да си ги запишат дечињата на музичко. Имаме повеќе инструменти кои што се изучуваат, кларинет, народни инструменти, пијано, виолина, виолончело, да не заборавам некој. За нивното дете да тргнат постапките на музиката, бидејќи оваа професија е многу благородна и многу е убаво во животот да човек да се занимава со оваа дејност. На која возраст најмногу, во кои групи предаваш? Од 6 до 14 години. Се кај нас дечињата што ги изучуваат инструментите. Некои инструменти се со 6 годишно школување, некои се со 9 годишно школување. Зависи кој инструмент ќе го одберат. Така, 6 години. Кој ќе дојдат кај нас, ќе ги упатиме и ќе им кажеме поточно. 6 годишна возраст е вистинскиот момент кога треба да се започне? Па да. Со инструмент порано? Да, најдобро е од 6 годишна возраст да се запознаат со
музичката писменост и понатаму да постепено да навлегуваат во музичките води. Да, успеваш ли и со двете работи да балансираш и со пењето и творењето твоја музика? Дали е понекогаш и тешко сето тоа да се Понекогаш создаде? Работата што се работи со мерак, никогаш не е тешко, секогаш се наоѓа време. Сега моментално сум повеќе посветен, искрено да кажам, на фамилијата моја. Ете како што се напоменавме, на жена ми, на фамилијата, на собствено на себе сме си посветени сите. Во еднина ме очекуваат настапи, но тоа ќе биде после Нова година. Ќе бидат моите настапи, сега повеќе сум си дома со своите најблиски. Да, се во свое време. Да. Во Велес ќе бидат настапите или низ други градови? Какви планови или желби имаш? Каде би сакал да настапаш? Имам и тоа, кажано уште еднаш ќе повторам дека повеќе... За сега, за од јануари, да. Да, повеќе ми бара публиката од западниот дел на Македонија, во Струга. Во околината на Струга, да речам, ќе се одвиваат настапите, повеќе низ тој дел на Македонија ме бараат. Па добро, да, таму каде што те бараат. Каде што ме сакаат луѓето, таму. Да, така и треба. Па потоа ќе се шириш и низ другите градови, нели? Зошто да не? Да. Може би луѓето од другите градови немаат слушнато за мене. Може би и за тоа е тоа така, ама со текот на времето ќе си доесе на свое место, верувам. Да, и со промоција на сите оние песни, како и на новата. Како се случи ова приказна, од каде мотивацијата токму за ова песна? Да сум сонце е стара македонска песна. По правило таа е езгија во рубато темпо, но заедно со продуцентот и човекот кој што ми направи аранжманот, што се соработуваме, Златко Миладиновски. Еве него да го поздравиме, кој моментално во Австралија, не знам дали не гледа сега, ама може ќе види реприза. Да. Ја направивме во едно ново руво. Текстот е народен и заедно во соработка со него нешто додадовме, нешто одземавме да биде компактна песната. Да, направивте сепак некои измени, да. Да, и се надевам дека добро ќе помине и оваа песна. А штом ја презентирам во ваша емисија, мислам дека ќе помине одлично. Така е, верувам и јас, секогаш е тоа така. А во однос на спотот, кој го режираше, каде се снимаше? Спотот беше режиран и сниман во Арт студио, Дејан Ѓорѓиев. Се погрижи за тоа, ми одзема подолго време за снимање, но мора тоа така да биде за да изгледа одлично. Има некои додавани сцени, да речам, од цркви и манастири низ Македонија. Така што од финалниот производ јас сум задоволен. А и сите околу тебе, според сите реакции до сега што ги гледаме. Да. И на социјалните мрежи објави, на YouTube исто така имаат, може да ја погледнат сите оние кои што до сега не ја гледале. Според мене секоја песна што се твори не може да се очекува одма да доживее подем. Секоја песна со текот на времето си го наоѓа своето место. Дали по една, по 5, по 10 години, тоа никогаш не знаеме, но мислам дека се што е квалитетно изработено и наше дека останува за навек. Да, оние што... Да. Извинете, поете може би во еднина кога би имали, ако ни даде Господ, и дечиња и внуци, сакам да оставам некој трак во нашата македонска музика, дека сум постоел некогаш, дека нешто сум сработил, дека сум творел, сум правел. Сега гласот е Божја дарба, нешто и ми е школуван, да речам, бидејќи завршив јас музичка академија, магистрирав пијано, класична музика, но ете народната музика ми е во душата и во срцето. Ти остана тоа од раните, од најрана возраст? Уште од рана возраст сум така задоен со таа музика и не можам без неја да дури секојдневно да функционирам. Да, ја пееш секојдневно она народна фолк музика. Се трудам секојдневно и кога не ми е до песна се трудам да пеам. А за оние што ете до сега не ја виделе, ќе имаат можност за прв пат во магазин, ексклузивно и премиерно, да ја погледнат песната со видеозапис, па да ги оставиме да уживаат во Да сум сонце. Да. Ете, ова беше дел од оние нови песни кои што ги подготвуваш. Инаку, во меѓувреме објави и други песни со оркестра Златко Миладиновски, така го спомна како твој соработник и за оваа песна. Да, имаше повеќе песни, една од тие Давај го срцето, таа е авторска моја песна, музиката и текстот, аранжманот е исто на Златко. Имаше и други
преработки на постери македонски песни. Една од тие е Емо Мориемо. Да, ќе видиме и таа исто. Ете една и велешка песна или тиквешка. Не сум сигурен точно каква е песната, ама се спомиња Емо Велешанке. Дека Да. се омажила во Велес, бидејќи многу од Велес дури не ме познаваат дека пеам толку во Велес колку во останатите градови. Можеби мисла дека си од традиционален да. фолк музика каде што се слуша покичево. Натака и се мислат дека сум од тој крај. Да. Но видејќи таму те барат, како што кажи, за следни настапи во Западна Македонија. Да. Повеќе. А таа авторска која што ја спомна, што е твоја лично или текстот и музиката, кога ја напиша? Што беше главната инспирација? Не сум сигурен точно кога ја објавив, целиот проект го поделив на повеќе песни и тие си ги објавував постепено, песна по песна. Како што кажав, Емо Мориемо имаше уште една народна песна, Не се седи, бабо, не се трпи. Сите тие во нов, помодерен стил, но со она традиционалното, со македонското, да се познава дека е македонска песна. И тој проект лани се снимаше, но сега полека ги објавив сите песни од тој проект. Задоволен сум како ми помина и тие песни. Се зависи до човекот каков вид на музика, каков стил слуша. И на секој не може да му се пенди со секоја песна. Некој повеќе ја сака Емо Мориемо, некој сака повеќе Да сум сонце и така натаму. А лично тебе што те инспирира кога пишуваш некоја песна, ете како таа, например, која што ја имаш создадено и текстот и музиката за таа авторска песна? Повеќе идеи за творење ми доаѓаат кога сум тажен, искрено да кажам, или кога не сум толку расположен, но не мора да значи. Тогаш си попродуктивен. Попродуктивен сум, да, но сепак секој сака да е весел, нели, да е мирен. Ми треба мир кога го правам тоа. Сакам да сум си мирен, да немам турбуленции, турбуленции, да, општо животни турбуленции. А што знае да те смири вака и приватно и професионално кога имаш некоја незгодна ситуација? Музиката и жена ми. Тоа е тоа што смирува, да. А пак да те растажи или изнервирајте кога си во ситуација, да речеме, на некоја тага, па кога пишуваш, што е она што тогаш знае да те измести малку од колосек? На денешно време секој може да те изнервира и секаде. На секаде се многу луѓето нервозни и брзи, но се трудам сите негативни мисли и влијанија да ги тргнам на страна. Не си човек што влегува во конфликти, што се расправа? Или кога мора, кога треба? Зависи до моментот. Обично избегавам кавги, бидејќи има луѓе што ме познаваат, не сакам да влевам во дуел, во конфликт. Но ако неизбежно сега, боже мој, но не сум конфликтна личност, у принцип. Па да, затоа и прашам, вака изгледаш смирен, но Смирен сум. секој знае, нели, да се изнервира и тоа е нормална работа. Да, само треба само контрола и не игнорирање, него сместување на некој чош негативни мисли во главата и нема проблем. Барем ја така сум си го сватил тоа. Ај да се извади нешто и позитивно од сите тие негативни искуства, кај тебе, например, тоа е пишување песни, да речеме, што ти помага да излезеш од тие некои лоши ситуации и периоди. Па да, имаат влијание. Некако и кога друг ќе ми ја напише песната, да спомнам и текстописецов Сонја за мојата песна Шербет ли Ергенлак. Некако во даден момент ми ја погодува моменталната ситуација, како се чувствувам. Како да знаеле или знаеле си им кажал? Како да знаеле, нели пред, па ја спомнам, пред да се оженам имав Шербет ли Ергенлак, мислам дека исто тука ја презентиравме. Да. Таа песна, па ја сега Да сум сонце, некако така сами се местат коцките. Да, те огреа сонце сега. Да. Дали би сакалите нешто и во живот да ни отпееш од тие сите песни кои што се нови, кои што ги создаваш во моментов, да ни откриеш нешто? Ќе откриеме еден мал рефрен од следната песна што ја работиме со Роберт.
мој колега и од средношколските денови и од факултетот. Што уште не е објавена? Не е уште објавена, не е доправена, нема ни видеозапис за незе, но полека работиме на тоа, може еден рефрен да им отпеам. Па можете за прв пат и Да тука да слушнеме нешто што не е објавено. Да. Колку жени сакани, толку тажни разделби, како да се заљубам, да не изгорам. Колку жени сакани, толку тажни разделби, како да се заљубам, да не изгорам. Повторно нешто љубовно. Не е за моменталната ситуација, но Да. оваа тема ни остана уште како подзаборавена песна со него. Јас го пишав текстот, музиката е негова. И ни остана така во фиока песна уште пред 2 години, мислам дека има. И случајно ми текна, пак почнав да си ја вртам во главата мелодијата и го контактирав. Роберт, викам, дали си желен да ја сработиме песнава, така стои убава песна, ајде, рече, зашто да не. И полека работиме на таа песна сега. Се надевам во иднина дека ќе имам и нови идеи, нови замисли за видеа, за ауди и така натаму. Ќе снимите за оваа спот, планирате? Да. Повеќе во денешно време, како што гледам и колегите што работат и колегите од соседството, се оди веќе на финалниот производ да биде компактен, да биде среден, да има видео на место, да има аудио, се да биде некако така на едно повисоко ниво и се мора да се трудиме и да одиме напред. Да, секогаш едно скалило погоре. А во однос на други песни, имаш ли уште што чекаат во фиока да бидат објавени, како оваа, да речеме, од пред повеќе години? Има ли такви уште некои кои што сакаш допрво да ги објавиш? Имам уште една, мислам, или 2 песни што ми стојат. Ти ги имаш напишано? Јас ги пишував, но за тие 2 песни ми помогна мојата мајка. Околу текстот заедно ги срочивме, но треба уште време за да се доработат. Ти помагала и за други песни? Ти давала идеи или некои совети? Мислам дека како мајката што си го познава своето дете, никој друг човек не може да го познава. И кога сум весел, и кога сум бил тажен, и во минатото, и сега, и било кога, мајките добро чувствуваат и може да ме опише песната, но сепак мои си се тие песни, она може да ми помогне нешто, да ми додаде, да одземе. Исто така и таа има завршено основно музичко школа, потекнува од музичка фамилија и добро владе и она со музиката ако не е музичар. Оттаму е, значи, потеклото од музичка фамилија од страна на твојата мајка? Па да, коренот ни води за музика од коренот на мајка ми. Незиниот татко беше професор по виолина, диригент, градскиот хор во Велес го водеше Предраг Петров, кој за жал е покоен и не е повеќе меѓу нас. И мојата баба исто така беше наставничка по музичко. Јас сум многу горд на нив, многу ми е жал што не се веќе меѓу нас, но можеби ќе гледаат озгоре и ќе се гордеат со внукот. Така е, а тие вкоренија или твојата музичка фамилија, љубовта кон музиката од мал некако те водеа, те упатува? Да. Јас не ми вршеа контрола, но љубовта кон музиката ми ја всадија. Они и ми помагаа во текот на школувањето. За жал беа постари кога јас учев, но многу ми помагаа. Имавме и во куќата кај што живееше дедо ми и баба ми кај што живееја, имавме и пијанино, многу често си ги посетував, си вежбав таму, си бевме многу поврзани, но животот мора да оди напред. Така е како е, јас сум бескрено благодарен за тоа што го направиле за мене. Да, па и ти некои песни или дел од твоето творештво, верувам дека ќе им посветиш и ќе се гордеш и понатаму со сето она што го работиш, ќе те потсека едноставно на секогаш имам емоции, не знам дали се гледа на камерата, но секогаш за нив имам посебни емоции и имам идеја и за можеби сакам и за фамилијата да направам некоја песна за фамилијата, за татко ми поточно сакам да направам некоја песна. Но сето тоа стои само како идеја, треба да седнам, да размислам
нешто да ме инспирира однатре, за да почнам барем некој мотив мал, за да можам да ги срочам стиховите, да дојде до некој производ. Така, битно инспирација има, па како ќе произлезат песните, ќе видиме сигурно кога ќе направиш нешто, ќе создадеш, ќе испромовираме тука. Да, морам уште еднаш да ви се заблагодарам за поканата, за тоа што одвоивте време. Ем да им го разубавиме викендот што следува на гледачите, ем за мојата промоција за новата песна. Топло им препорачувам да се слушнат Да сум сонце. Да, ќе ја слушнат сигурно, за прв пат кај нас има прилика, но може и другите песни да ги преслушаат, што се соработка со, како што кажа оркестарот Златко Миладиновски. Во однос пак на настапите, исто ќе те прашав, дали секогаш целиш кон фолк музиката, кон народната музика кога настапуваш, или има и некои други песни што ги изведуваш? Во принцип, луѓето што ме познаваат, знаат дека јас изведувам исклучиво македонската музика и ново компониране македонски песни и македонски народни песни, но имам колега од групата што знае и друг вид на музика и забавни песни, така да го исполнуваме целиот репертоар и ги исполнуваме жалбите нормално на младоженците што сакаат да прават свадба или некоја веселба. Тука сме за соработка да си направиме каков жанр музика сакаат, какви песни и така натаму, да во соработка сме. Не сме толку, да кажам, ставени во граница, него и малце сме поотворени. Настапуваш понекогаш и соло или секогаш си со бендот кој што те прати? Најчесто со бенд, ме викаат и соло, како Игор Андреевски, јас има бенд, така ќе биде и за Водици, кај мојот пријател и него можам да го поздравам, Јордан, од село Драслајца, кој што мислам дека и он не гледа. Кај него се надам дека ќе биде многу весело, убаво, таму сум со друг бенд од Струга, а јас настапувам како Игор Андреевски. А инаку особено горд на тоа. А инаку твојот бенд колку члена брои, кој на што свири, кога настапуваш со своите? Мојот бенд членови се 4 со семене бенд. Нема име бендот, него Игор Андреевски и бенд. Имаме снимено и сплет, можат да се видат гледачите. Имаме бубњеви, имаме хармоника, синтесајзери, саксофон, кларинет. Така, како избравте песни за сплетот? Дали беше ти оној кој што бираше некои своји омилени или едноставно сите се договарате за тоа што би се допаднало на публиката? Па ние ги изведовме више постоечки песни, што се изведуваат редовно по свадбите и гледавме да бидат поуниверзални песни за сечи уво. Да слушнат дека свириме по такви веселби, по такви настани. Да, на тие веселби што најчесто ви бараат? Има ли некоја песна која што секогаш сакаат да ја слушнат? Или бараат и твои авторски, како што кажа, некогаш и твоја песна знаат да ти побараат? Што посебно те радува? Посебно ме израдува моментот кога пеев за Василица во Струшко и ми ја побара неколку пати Крчмару дај ми вино. Таа исто моја песна, спотот беше снимен во Австралија и јас дури се зачудив, бидејќи се уште тогаш не се чувствувам, не дека се чувствувам на некое завидно ниво, но чекор по чекор целам кон врвот. И не ми дојде чудно, него многу бев весел поради тоа што дури зачуден како моја песна бараат неколку пати со ред да се изведе. И бев многу среќен тогаш. И тоа ми беше некој знак како јас на настапите повеќе сум ги изведувал оние хитовски песни што ги бараат луѓето повеќе, а сега веќе отпеани песни, а сега се трудам да си ги форсирам моите песни. Така, колку можеш повеќе да ги испромовираш и тие песни? Па, општо и помеѓу колегите треба да има соработка, ако ние не си ги пееме нашите песни, нема кој друг да не ги пее. Да, така е. Убаво е кога си помагате едни со други. Ја спомна и Австралија, па имаш ли желбаите и за некои турнеи надвор и малку подалеку од нашите граници? На минатата година ја најавивме нели дека во Словенија пеев за Нова година исто во истата емисија и многу среќна емисија, многу берикетна емисија, можам да ја пофалам.
Ова година немам договорено моментално, не сум го Значи, го преговори за спомнеме сега странство. ќе се оствари, кажуваш што сакаш да ти се оствари, кои држави сакаш да ги посетиш и каде сакаш да настапуваш. Не ми е битно каде во светот ќе отидам, битно сакам да се осеќаат луѓето на моите настапи задоволни, среќни и да се чувствуваат убаво, да ме доживеат како првенствено како човек, а потоа и како пеач и како уметник и така натаму. Бидејќи јас мислам дека зрачам убава енергија. Барем така јас си мислам за мене. Па добро, и на настапите сигурно тоа се гледа ако има добра реакција од публиката и од оние кои што те слушаат. А имало ли можеби некоја незгодна ситуација на свадба, на веселба, нешто неочекувано, дали технички проблем, дали проблем од страна на гостите? Секогаш има различни луѓе, различни карактери, посебно кога и прашање алкохолот тука, значи може да се случи се. Јас лично сум немал проблеми на настапите. Се одвивало во најдобар ред и дај Боже така и понатаму да биде. Дури сме се консултирале со колеги и од работа и што се познаваме, дека ми има ле кажувано за непријатни ситуации како да реагирам ако се случи нештото. Се надам дека нема да има такви моменти, дека ќе биде само убави моменти понатаму. А инаку како би реагирала? Што велат и колегите од искуството? Ние сме уметници, музичари, така што ние мораме секогаш да ја смируваме ситуацијата. Не смееме да додаваме бензин во огнот, што велат. Мораме да ситуацијата да ја смириме. Ако треба некогаш и непотребно ќе се извиниме за нешто што и не сме направиле, но мора да биде секако што треба, домакините да бидат задоволни и повеќето, ако не и сите луѓе, да се задоволни, да оставиме убав печаток. Така, за самиот крај да резимираме за сето на што зборувавме, нели ново, и допрва дека чекаме уште нови песни, нови спотови што ќе ги спромовираме тука, па и оние кои што кажа дека чекаат во фиока, сигурно ќе одбереш вистинско време кога да ги објавиш. Се надевам дека ќе биде тоа што поскоро, но зависи и од врските, зависи и до Бога, да речам, кога ќе ме упати да нештото да го срочам, да го направам и да го пласирам. Се надевам за многу успеси понатаму, па сега здраве Господ си биде све. Што значи ќе се видиме повторно? Да. За нешто благодарам за соработката. Благодарам за соработката, секако ете и што дојде тука, секогаш си добре дојден, па повторно ќе се видиме за нешто убаво, а како што најавивме ќе ја видиме и Емо Мори Емо. Исто соработка со оркестарот Златко Миладиновски, така што, драги мои, останете на сител за уште една песна од Игор Андреевски. Имајте убав викенд од мене, довидување.